Добро утро. Добро утро, Суза Дутева, до нашите гледачи и целата екипа која што ја реализира денешната емисија. Спомена во најавата всушност кој е поводот за разговорот. Ние ќе додадеме след секако дека СОС Детското село повеќе 20 години е посветено на грижа на деца и младенци без родители и родителска грижа. Во тој контекст секоја година благодарение и на своите донатори овозможуваат летен одмор за многу дечиња кои, како што спомена и ти, ќе имаат можност да се радуваат и создаваат спомени. Како ќе биде организирано оваа година летниот одмор, колку деца ќе заминат и каде точно? Дознаваме од нашата соговорничка. Велам добро утро за Силвија Брајовиќ. Добре ни дојдовте во Македонија наутро, иако ние сме на ваш терен. Добро утро, благодарам за поканата и за вас и поздрав до граѓаните што ја гледаат вашата телевизија. Спомена во најавата повеќе 20 години фокусирани на алтернативната грижа за децата без родители и родителска грижа, која што меѓу другото вклучува и можност да создадат спомени на летен одмор. Така е. Јас првенствено би сакала многу кратко да се задржам на алтернативната грижа. Што во сушност значи тоа? Во принцип, ние велиме дека пружаме поддршка на децата без родители или без родителска грижа. Тоа значи деца кои што немаат родители или не се во можност да живеат со своето биолошко семејство. Односно, доаѓаат од семејство со дисфункционални и нарушени односи и релации. Значи, нив им треба алтернатива. Нив им треба втора опција, а таа опција се згрижувачки семејства. И токму тоа нашата организација, СОС Детско село, како партнер на државата, токму тоа ние овозможуваме таа услуга, згрижување на деца во алтернативна грижа во згрижувачки семејства. Споменавте, да, 20 години делуваме, на годишно ниво, отприлike се движи бројката од 90, помеѓу 90 и 100, во зависност нели од моментот, деца и млади, без родители и без родителска грижа, за кои што ние се грижиме. Значи, нашиот фокус секогаш првенствено е задоволување на основните потреби. Топол дом, љубов, грижа, сигурна средина за тие деца. Но мораме и да се фокусираме и за развивање на нивните социјални вешти. Во овој контекст би се надоврзала за поводот за кој што сме денеска тука, летните одмори. Значи, развивањето на социјалните вештини е многу важно за децата, за развој на нивната психа, за развивање на позитивни емоции. Токму во тој контекст, летниот период знае да биде предизвик за децата од оваа група. Некој ќе се запраша зошто. Значи, во тој период, нивните соученици одат на одмор и споделуваат впечатоци, случки со своето семејство, каде поминали, и тоа може да предизвика одредена анксиозност кај овие дечиња. И токму поради тоа, ние се трудиме да овозможиме и овие дечиња да одат на летен одмор, за да им развиеме чувство на припадност. Чувство на припадност и соживот, дека и они се дел од една семејна средина. И токму поради тоа, за да развијат едни позитивен развој на психата и развој на впечатоци и сеќавања кои што ќе останат низ годините. Колку деца оваа година ќе заминат на летен одмор? Па јас кажав дека ние се грижиме за од 90 до 100 деца и млади, и токму нашата цел е секогаш сите деца што ние пружаме поддршка во згрижата да одат. Децата се од 0 до 14 години се 60 дечиња, а од над 14 години се околу 30. Така да таа е флуктуација, таа бројката. Тие до 60 дечиња до 14 години би сакала да напоменам еден факт. Значи, низ годините ние се трудиме тоа секоја година да се случува и начинот на кој што тоа сме го правеле бил повеќе во вид на екскурзии. Сите дечиња заедно во ист момент со експертскиот тим, психолози, социјални работници, дефектолози, логопеди од СОС Детско село, оделе недела дена во одредено одмаралиште во Македонија и го поминувале летниот одмор. Од оваа година, во правец на насоката од државата за деинституциализација и ние го видоизменивме концептот на летниот одмор. Што тоа значи? Сега значи дека две згрижувачки семејства заедно, значи мајките згрижувачки и дечињата одат
во одреден период, значи во семејната средина одат на летен одмор. Така да и ние ги следиме трендовите заедно со државата како кои се трендовите и се обидуваме да ги прилагодиме нашите активности, така да оваа година овие 60 дечиња, односно 12 згрижувачки семејства на овој начин, на овој концепт ќе одат на летен одмор. Би сакала да се заблагодарам, бидејќи ние пративме повик до нашите компании, партнери, соработници кои што низ годините ја поддржуваат нашата работа, и би сакала за оваа конкретна активност да се заблагодарам на граѓанската организација Пакомак, на компанијата за осигурување Македонија осигурување и на компанија од банкарскиот сектор НЛБ, што овозможија. Очекуваме и од други компании поддршка, но да се заблагодарам на тие што го потврдија нивното учество. За младинците би сакала да споменам и да се заблагодарам на Гранит, бидејќи ги остапија, он е наш долгогодишен соработник и стратешки партнер, го остапија своето одмаралиште за младинците да можат исто така во групи да поминат летен одмор. Така да со задоволство можам да кажам дека оваа година успеавме и дека околу 90 деца и млади ќе можат да одат на летен одмор. Често знаеме да кажеме дека на тема хуманост не каскаме и тоа го докажуваме во пракса. Каков е вашиот впечаток низ годиниве? Расте ли бројот на општествено одговорни компании и индивидуалци како донатори и поддршка на СОС Детското село? Така. Јас исто така би почнала малце пошироко. Хуманоста значи дека освен да се грижиме за сами себе и за блиските и семејството, дека треба да излеземе надвор од својот круг и да се движиме и да се грижиме или да делуваме во одредена област за општествено добро. Значи, според мене, не е прашање дали, туку е прашање каде и на каков начин и колку. На каков начин ние ќе помагаме, ќе поддржуваме и во која област. Тоа е лична определба, дали некој сака за екологија, култура, уметност, спорт, но важно е хуманоста да ја изразуваме на некаков начин. Има ли доволно во СОС Детското село? Од тој аспект сакам да кажам дека ние како организација зборуваме за хуманост сите оние кои што ја препознаваат нашата работа, кои што веруваат во нашата кауза, поддршка на деца без родители и родителска грижа. Ние секогаш праќаме повик до тие граѓани да ја поддржат нашата работа. Апсолутно да, со големо задоволство. Морам да споделам дека свесноста се повеќе расте, дека се поголем број на граѓани учествуваат на различен начин во поддршка на нашата работа и се дел од една таква хуманитарна кауза. И јас можам да кажам дека секоја таква индивидуа има една додадена вредност лично за нив. Она, ако ми дозволите, она што би сакала да го споменам, што за нас е многу важно, дека се повеќе и повеќе расте бројот на посветени индивидуални донатори. Што значи тоа посветени индивидуални донатори? Што значи дека во континуитет секој месец одвојуваат одреден износ за СОС Детско село. Многу граѓани прашуваат зошто. Едноставен е одговорот. Грижата за деца без родители и родителска грижа е континуиран процес. Ние не сме на проект на 3 месеци на година. Таа грижа мора да трае во континуитет. Тие граѓани што ја препознаваат таа потреба, они во континуитет ја поддржуваат нашата работа и можам да кажам дека секој ден се повеќе расте бројот на, така ние ги велиме, СОС пријатели кои што се дел од нашето големо СОС семејство. Сите кои што сме родители знаеме што значи родителска грижа и знаеме колку ви се потребите на едно дете, па во тој контекст сите оние кои што сакаат да се приклучат на се во ова што го зборуваме и хуманата, големата хумана акција која што трае веќе повеќе од 20 години, бидејќи работите со поддршка меѓу другото, како може да го сторат тоа? Како да се приклучат како поддршка на СОС Детско село? Наједноставниот начин е на нашата веб страна www.sos.org.mk. Сите контакти, дали се телефонски, дали се преку имейл, граѓаните може да не контактираат и да добијат информации за секој начин и можност за да можат да помогнат. Јас би се задржала по-конкретно за концептот на посветеното донирање. Она што е за нас, според мене, многу иновативен чекор во чекор со развојот на дигиталната технологија,
веќе ние го направивме, значи дека граѓаните можат онлайн на безбеден, сигурен начин од домот, од работното место, значи спрема кога име нив згодно, може да го направат тоа преку онлайн каналите донирањето и дополнително ние веќе 9 месеци имаме така наречени SOS амбасадори. Млади луѓе со верба, со еден јак хуман двигател што ги краси тие млади луѓе, кои што се на фреквентни локации, каде што може да се сретнат со луѓето, да им ја раскажат приказката на SOS и секој некој што ќе ја почувствува вредна таа приказка и кауза, да има можност на лице место да даде свој придонес. Ние новитет е тоа што ова лето нашите SOS амбасадори ќе бидат и во Охрид. Добра. Значи, бидејќи до сега, можностите ни се такви, да бидат само во Скопје, од ова лето ќе бидат и во Охрид, така да повеќе граѓани ќе имаат таа можност. Долги години сте посветени на децата и можноста тие да создадат здрав и нормален живот благодарение на животот во здрава семејна заедница, па тука и образованието, но и летните одмори кои ги споменавме како можност да се создадат спомени кои би траеле. Да. Во контекст на животната, успешната животна приказна, предпоставувам дека бројни се децата кои благодарение на можноста која им ја дава SOS детското село создале своја животна успешна приказна. Значи, нас не води девизата ајде да менуваме животи. Тоа е сериозен слоган. Сериозен слоган кој што ние се трудиме да го реализираме на начин што покрај ова што го зборувавме до сега, значи семејниот модел на децата да живеат во семејна средина, да се чувствуваат сигурно во семејството, да стекнат доверба во најблиските, значи тоа е првиот чекор. Да стекнат доверба до најблиските и да се чувствуваат сигурно во семејната средина, бидејќи они утре треба да основаат семејство. После тоа доаѓа фаза каде ние се фокусираме на менторство, односно развивање на амбиција, развивање на самодоверба на тие деца, односно млади луѓе, да знаат да имаат верба дека можат, дека треба да се фатат во косет со животот, за да можат да стекнат животни вештини, да стекнат разни вештини со кои што они ќе постанат самостојни. Јас ќе си ја земам слободата да кажам, имам деца кои што и вие, многу од нас имаат деца. Да им кажавме ние на нашите деца на 18 години, драго ни беше, наоѓајте се самостојно, не е лесно. Уште по-нелесно, односно потешко е кај овие деца. И токму заради тоа, таа подршка трае во континуитет, се за да имаме што поголем процент од младите деца кои што на крај ќе имаат и семејства, ќе бидат успешни и ќе можат самостојно да се грижат за себе и својата иднина. Јас се надевам дека поддршката и ќе расте и од индивидуалците и од општествено одговорните компании. Вам ќе ви се заблагодарам што низа години посветено работата на децата кои мечтаат за среќно детство и успешна иднина. Тоа е работа која што многу исполнува и можам да кажам дека уште еднаш повик до секој оној кој што ја чувствува нашата кауза за блиска, поддршка на оваа ранлива група, ние сме тука како организација и може да не контактираат во секое време. Благодарам за покана. Ќе заокружиме, ќе сумираме. Апсолутно ниту едно дете не треба да расте само благодарение на SOS детското село. Бројни дечиња низ годините не растат сами, имаат можност здраво да се развиваат и меѓу другото да создаваат спомени благодарение на летните одмори. Студија